Над 130 жртви во 4 трагедии за 6 години. Кочани, Ласкарци, Тетово, Бугарија. Што треба да се случи за во иднина да не ни се повторуваат вакви несреќи? Граѓаните бараат функционирање на системот и правда. Колку корупцијата ја јаде државата. Несреќата во дискотеката Пулс во Кочани однесе 59 човечки животи. Повеќе од 150 лица се повредени. Пожарот беше предизвикан од употреба на пиротехника. Во тек е истрагата, голем дел од повредените се хоспитализирани во странски држави, 14 осомничени се во краткотраен притвор. На 23 ноември 2021 во Бугарија се запали автобус на македонски превозник со македонски државјани. Загинаа 45 патници, а 7 мина беа повредени. Истрагата утврди вина и кај возачот кој беше меѓу загинатите и кај Бугарската агенција за патна инфраструктура. Собственикот на компанијата доби 20 месеци затвор, но апелација го врати предметот на повторно судење. На 9 септември 2021 во пожар во модуларната болница во Тетово наменета за пациенти заболени со COVID-19 загинаа 14 луѓе, од кои 12 заболени и 2 роднини. Десетина луѓе беа повредени. Имаше условни казни, а потоа случајот беше вратен на повторно судење, кое се одложува. На 13 февруари 2019 автобус со 51 патник излета од патот Скопје-Тетово и падна во провалија во близина на селото Ласкарци. Загинаа 16 патници, а над 30 беа повредени. На обвинетите им беа изречени вкупни затворски казни од 39 години. Истрагата за овие случаи откри незамисливи пропусти. Издавање фалсификат лиценци, несоодветни технички прегледи за кои се прогледувало низ прсти. Очигледно за многу нешта се потребни коренити промени. Дали македонското општество ќе извлече некаква поука?